Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Вчера и денес сум во посета на повеќе полициски оделенија и полициски станици, вклучително и сектора за внатрешни работи во Струмица. Денес имав средба со раководството на сектора за внатрешни работи во Струмица. Главен фокус беше ставен на согледување заедничко на плановите за организирање на фер, мирни и демократски избори, кои што треба да поминат во безбедна атмосфера, со оглед дека се од круцијално значење за европскиот напредок на нашата држава. При тоа, од страна на раководството на сектора за внатрешни работи во Струмица, бев информиран дека се преземаат сите мерки и активности, дека плановите се направени и се усогласени помеѓу началникот и дополнителниот началник и се испратени до главниот оперативен штаб. Моето присуство во сектора за внатрешни работи и Струмица, меѓутоа и во другите оделенија за внатрешни работи во државата е пред се со цел да им укажам на колегите да ги преземат сите мерки и активности за превенција на евентуални изборни нерегуларности, меѓутоа и најстрого да ги санкционираат сите оние прекршители, односно оние граѓани кои се инволвираат во било какви ситуации на подкуп, закани, уцени или било какви изборни нерегуларности со што ќе го нарушат избирачкиот процес. И во крајна линија ќе има негативен меѓународен мониторинг. Во таа насока посебно дадов задолженија да се информираат сите полициски службеници да не подлегнуваат на било какви политички притисоци, односно партиски притисоци и притисоци од бизнес структури, туку да си ги извршат полициските задолженија согласно професионализмот и честноста. Истовремено, ја користам оваа прилика да упатам порака до граѓаните во Струмица, меѓутоа и на цела територија на Македонија, да не подлегнуваат на притисоците на локалните криминални структури, истовремено да не подлегнуваат на притисоците на бизнес структурите, да не подлегнуваат притисоци на евентуални полициски службеници кои што ќе бидат инволвирани во изборни нерегуларности, избирачкото право да си го остварат согласно нивните симпатии према одредена политичка опција која што сметаат дека најмногу би ги задоволила нивните барања и сите оние нерегуларности, притисоци, закани, уцени, доколку им се вршат или па подкуп, да го пријават до Министерството за внатрешни работи со цел најстрого санкционирање. Им укажав и на полициските службеници и на граѓаните им укажувам дека казните предвидени во кривичниот законник за кривично дело поврзано со изборни нерегуларност е многу висока и таа е до 10 години. Ние како Министерство за внатрешни работи веќе добиваме оперативни сознанија кои се проверуваат на терен за подкуп на социјално ранливи категории на граѓани и веќе имавме случаи на територија на сектора за внатрешни работи во Штип, кој што се работи со основното јавно обвинителство. Во однос на другите случаи, оперативните сознанија, сите припадници на секторите за внатрешни работи ги проверуваат и преземаат оперативни активности на терен. Министерството за внатрешни работи има зголемено оперативно присуство на терен, а истовремено ќе има и зголемено присуство и на униформираната полиција. Благодарам.